Кинескиот претседател Ши Џинпинг го прегрна Путин кога рускиот лидер пристигна во неделата во Пекинг. Покажувањето топлина беше пропратено со низа раскошни државни церемонии навидум по повод одбележувањето на 75 години дипломатски односи. Заеднички стратешки избор на двете земји е да ја продлабочат стратешката соработка, да ја прошират заемно корисната соработка и да го следат општиот историски тренд на мултиполарност во светот и економската глобализација. Путин ја пофали зголемената билатерална трговија меѓу Русија и Кина, која, како што рече, достигнала годишно 240 милиарди долари. Русија е подготвена и способна непречено и сигурно да ја снабдува кинеската економија, предпријатијата, градовите, населбите со еколошки прифатлива енергија, светлина и топлина. Посетата на Путин на Кина дојде неколку дена откако Ши отпатува во Европа, каде лидерите на Европската унија се обидоа да го убедат да ја прекине поддршката за руската војна против Украина. Јасно е дека не успеа, вери аналитичарката Велина Чакарова. Кина ја обезбедува главната помош за Русија, но Кина исто така практично го постави теренот Русија да не биде меѓународно изолирана. Русија официјално објави дека оди во насока на долга војна која сака да ја добие. И овде јасно гледаме дека Кина ја зазема страната на Русија. Тој сојуз, вели Чакарова, има последици надвор од Украина. Овие војни, како она што се води во моментов во Европа и слично на Блискиот Исток, а очигледно и војните тензии во Индо-Пацификот, се жаришта, војни конфликти и војни, кои треба да се гледаат во контекст на појава на студена војна меѓу САД од една страна и Кина и Русија од друга страна. Ши и Путин ги обединуваат геополитичките цели, а нивните автократски идеали ги згрозуваат демократските општества, според авторката Ен Еблом. Не им се допаѓаат демократскиот свет, демократскиот јазик, идеалите за слобода, правда и владење на правото и транспарентност. Тоа е целосен централен предизвик од автократскиот свет и ги напаѓа нивните граѓани и нивните сојузници ширум светот. Аналитичарите велат дека односот е силно насочен во корист на Кина. Тие можеби имаат интерес да ја ослабат Русија. Послаба Русија мора да им продава нафта и газ по пониски цени. Послаба Русија е пофлексибилен сојузник, послаб играч и можеби тие се надеваат на тоа. Путин треба да биде домаќин на Ши на самитот БРИКС во октомври во Русија, како што и двете земји се обидуваат да ја потигнат поддршката за нов мултиполарен свет.